Македонската економија расте и тоа се забележува. Бизнисот задоволен од деловната клима и најавите за нови инвестиции во инфраструктурата кои треба да го забрзаат транспортот на стоки и да им го олеснат работењето. Од Бизнис конфедерацијата се надеваат на поголем раст на економијата до крајот на годинава, откако Европската банка за обнова и развој излезе со пооптимистички проекции за зголемување на бруто домашниот производ за 2025 година на 3%. Во име на Бизнис конфедерација секогаш велам дека треба да се подпреме на македонското производство, на македонската економија и за тоа е потребна предвидлива политика и нормално без шпекулации. Така да луѓето се ослободуваат, се насочуваат кон задоволување на своите потреби, а не страв од што ќе се случи, а со самото тоа и се зголемува и потрошувачката и инвестицијската економија. Така да се надеваме дека овие прогнози, базирајќи се на моменталните состојби, навистина може да се случат. Инвестициите долж коридорот 10 се клучни за бизнисот. Стопанствениците велат дека што побрзото завршување на пругата од Табановце до Гевгелија многу ќе ми олесни работата, ќе го забрза превозот на стоки, ќе ја зајакне соработката со пристаништата во Грција и ќе ја зголеми трговската размена не само со соседите Србија и Грција, туку и со многу други држави со кои ќе се соработува и ќе се транспортираат производи по овие делници. Дополнително бизнисмените сметаат дека е добро тоа што конечно се откочи проектот за автопатско решение од Скопје до Блаце, еден од клучните инфраструктурни проекти кои ги бараше бизнисот. Што побрзо се пристапи кон реализација на овие проекти, без оглед на тоа што станува збор сега во моментот за тендерска документација, планирање и така натаму, меѓутоа тоа е добра најава за и побрза реализација, да не, како што рековте, повторно да не поминуваат години за да може да се реализираат само 2 километри, затоа што знаеме дека во користејќи ја напредната технологија во моментов, навистина сето тоа може многу побрзо да се случува. Последните најави се дека преостанатите 10 километри од 12 километарската автопатска делница Скопје-Блаце треба да почнат да се градат следната година. Откако само 2 километри автопат предходната влада ги градеше повеќе од половина деценија, сега вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски најавува дека остатокот ќе биде готов за 3 години. Проектот се реализира во соработка со ЕБОР. Рокот за поднесување на понуди истекува во вторник, пошто ќе се направи селекција и ќе се избере изведувач на градежните работи. Дополнително и брзата пруга е планирано да почне да се гради следната година и да биде завршена за 5 години. Британската државна компанија Crossrail ќе биде техничка поддршка за целокупното работење на македонски железници и тоа нема да ја чини државата, туку ќе биде грант. И бизнисмените и владата се на иста линија дека освен вложувањата во инфраструктура, треба да се инвестира и во така наречено суво пристаниште во кое ќе се врши товар и претовар на стоки. За сега најавите се дека работите на ваков мултимодуларен јазол е планирано до година да почнат во близина на Трубарево, каде што се сечат двата најважни коридори.